Имаме едно 15 на минути добар период, добра можност да поразговараме со господинот Роберт Аладјозовски, поранешниот министар за култура на Македонија, а денеска координатор на проектот Едно општество за сите во рамките на владата на Република Северна Македонија. Роберт, добро утро. Добро утро. Сашо, благодарам на поканата да сум ваш гостин. Па јас се обидувам повремено, барем едно, 2 пати, 3 пати во годината да чекираме, да видиме до кај сме, што сме и така, бидејќи јас може би грешам, но и понатаму мислам дека тоа е најважниот политички проект на оваа влада кој што го покрена и го донесе некако на политичката сцена господинот Заев, а сега сакам да прашам со заминувањето на Заев дали замина и проектот од владината програма? Па не, имате право, премиерот Заев беше и личен промотор и носител и прифатен како политичар кој што се идентификуваше со проектот Едно општество. На крајот на краиштата и неговиот политички резултат, меѓутоа и коалицијата која што ја предводи, даваше доволно аргументи за тоа, но истовремено како заслуга на целокупната влада и целата таа позиција на министри, специјални советници, координатори, значи се формира едно сложено институционално тело, чија што цел беше да создаде, а потоа и да имплементира стратегијата. Од почетокот на имплементацијата, значи од 2020 до сега, ние имаме континуитет. Значи, за разлика од промената на власта во 2 или 3 наврати, значи главно луѓето кои што се занимаваа со имплементација на стратегијата останаа исти и во таа смисла стратегијата Едно општество е сега во најзрелата фаза. Значи 2022 е последната година од имплементацијата на тој стратешки 3-годишен акцијски план и треба воедно оваа година и да ја доимплементираме, но и да ги евалуираме резултатите и се разбира да се договориме дека ќе напишеме нова стратегија. Така што стратегијата Едно општество функционира, концептот функционира и таа преминува во наследство на новата влада. Поминавме низ една турбуленција од сигурно едно 2 месеци, бидејќи имаше оставки, во вашата партија имаше реизбори, Заев си замина од владата, па нова влада и сето тоа како што треба. А гледаме и дел од критиките, може би добронамерни се за тоа, дека новиот премиер Ковачевски малку има време да се занимава за овие, да кажем, општествено-политички делови од неговата агенда, многу повеќе активен во, може би се такви времињата, енергетска криза, здравствена криза и така натаму, но реално во некакви економски сектори многу повеќе ветува. Дали е тоа опасно за проектот Едно општество за сите? Па, за едно општество да биде функционално, треба висока свест кај сите министри, вклучително и владата и премиерот, така што јас очекувам таа висока свесност за политиката Едно општество, за концептот Едно општество да продолжи да биде висока, иако, како што рековме, како што оценуваме е дека овој проект е добро поставен, тој си има свој шини, и дека е во ред и оправдано премиерот и владата да се насочува на овие ургентни кризи. Но, бидејќи ѓаволот никогаш не спие, секое мало запоставување на процесот може да оди во надолна линија или во намалување на ефикасноста. Предпоставам дека континуитетот го обезбедува Артем Груби, кој е подпредседател за политички систем и вие, ако не се лажам, и со него и најмногу соработувавте околу овој проект. Останувате во некаква блиска комуникација. Јас често пати сум го критикувал господинот Артем Груби, бидејќи многу ретко се појавува во јавност, многу ретко говори за целиот проект, кога говори тоа го сведува на една, како да кажам, аритметика во која што е битно само албанците, како ќе се интегрират и така натаму. Може би не сум во право, но ова е мојата слика за тоа што го прави господин Груби. Останувате ли во таа комуникација, го разговарате ли тековната агенда на целиот проект? Така, секако. Значи,
телата за имплементација, со едно од нив преседава и господинот Артан Груби, го вклучува и вице-премиерот за економски прашања, кој што и беше дел од стратегијата Фатмир Битики. Тука е поранешниот министер за правда, а сегашен вице-премиер за евроинтеграција Бојан Мариќич. Така што, сакам да кажам, да, огромна и круцијална е улогата на вице-премиерот и Министерството за политички систем и односи за заедниците. Меѓутоа, од друга страна, цела оваа ситуација е мултиполарна. Таа ги опфаќа и агенциите за остварување на права на помали заедници, управите за образовни и културни права. Таму имаме представници на највисоките позиции на помалите заедници, така што пак велам, мултиполарна е и битно е дека ниеден не отстапува од идејата да одиме натаму. Што е планот за оваа година? Роберт велиш, годинава се завршува 3-годишната стратегија, па ќе разговарате потоа веројатно за нова. Што е она што треба годинава да се спроведе? Така. Па годинава, значи, ќе се завршат системските промени. Очекуваме да се доделат малку повеќе пари и поддршка на граѓанските организации, институциите да ги завршат своите реформи. Што значи тоа? Например, во Министерството за локална самоуправа треба да заврши анализата на оние комисии за односи меѓу заедниците на локално ниво, кои што формирани некаде 2002 година, не се до крај разработени. Значи, тие треба сега врз база на таа анализа да подготват предлог на законски решенија и кога ќе се отвара законот за локална самоуправа за кој што се потребни 80 пратеници, двотретинско мнозинство, тогаш тие нови предлог измени треба да стапат на сила и да биде пофункционално. Никогаш не заживеа тие совети, бидејќи кога се носеше законот пред многу години, тие беа клучот на, бидејќи демократијата има смисла ако е локална. Демократијата не е за Ковачевски да се шета премиерот и лидерот на опозицијата или не знам кој да ни се шетаат низ секојдневието. Смислата има на локално ниво. Зошто не заживеа? Имате ли план како ќе заживеат? Дали се воопшто свесни, бидејќи тоа се однесува на советниците низ општините. Сега гледам дека се промени распоредот на да кажем на општините во кои што победи опозицијата, тие се во значителен број. Влегува нешто и невладини представници, непартиски така натаму. Мислите дека има шанса ова да заживее годинава на локално ниво или ќе биде само повторно некаква, како да кажем, штикла дека сме оствариле законска промена, тоа да не функционира? Па добро, вака, за се треба политичка волја. Зависи тоа и од политичките елити. Тие често пати, кога имаат законска или статутарна обврска, знаат да не ја испочитуваат. Меѓутоа, во случајот со овие комисии на локално ниво, нивните надлежности не беа најстрого дефинирани, ниту беа премногу обврзни. Значи, беа повеќе оставени на слободна волја на советите, така што ако советите од разни причини не ги формираа, тие останува така. Меѓутоа, значи, наша задача е да тоа добро го дефинираме и да го зацртаме и да представува обврска за советите, така што ако некој посака да не го почитува законот, да тоа веќе создаде посериозни политички последици. Главно советите постојат во етнички мешаните општини, иако тие се обврзни за сите, затоа што категоријата заедница не е само етничка заедница. Има разни категории кои што можат да фигурираат и да го прават диверзитетот, различноста на едно општество за сите не е само етнички концепт, тоа е концепт за сите различности, мислам. Од културно, јазични до сексуални до не знам какви се не. Роберт, овој концепт, овој проект имаше смисла, би се чини поголема пред година-две кога се промовираше, бидејќи покренена расправа во општеството можеби и тогаш недоволна, но тоа сега е некако замрено. Јас, доколку не ве повикам еден, двајца, тројца од вас и така, кои што сте Рубин Земонево, тоа го викам понекогаш и Петар Атанасовски, кој што колегата кој што се занимава со тие прашања. Меѓутоа, не гледам никаква општествена позначајна
интелектуална, ангажирана, непартиска расправа за тоа, не знам, академска некаква расправа. Јас немам увид во работите или е замрена целата работа? Па не, видите се, не е замрена во смисла дека пак велам вистинската популарност доаѓа кога повеќе граѓански организации, тие се нели корифеите на слободната мисла, ќе го пренесат тоа на заедницата. Меѓутоа, да речеме, ние имаме доста граѓански здруженија, например, особено во полето на образованието, и вие, нели, ако го погледнете извештајот што се е сработено во образованието, ќе видите дека има доста активности. Меѓутоа, тие се насочени главно кон училиштата. Училиштата не се јавни средини, и во таа смисла, нели, имаме ние организации и медиуми како Цивил медија кои што редовно ги организира своите дебати и конференции. Меѓутоа, пак велам, ова можеби 2022, кој што ќе биде клучен период, ќе го заживее повторно и ќе го реактуализира концептот, бидејќи ние како влада планираме една голема меѓународна конференција, најверојатно во соработка со ОПСЕ, на која што ќе ги анализираме, како што реков, резултатите, меѓутоа и ќе ги размислиме наредните насоки, шините за овој концепт, а секако и во владата повторно ќе го поминеме процесот што го направивме пред 3 години, кога владата имаше активно партиципативно учество на граѓанските организации, кои што тогаш, нели, заедно ги правевме приоритети. Гледам дека високиот комесар на ОПСЕ за малцинства силно го поддржува проектот. Македонија ќе биде председавач со организацијата во текот на идната година. Тоа ли се овие коинциденции за кои најавуваш дека ќе има? Па добро, не се баши коинциденции, имаме редовна соработка и со канцеларијата на високиот комесар и со локалната канцеларија на ОПСЕ во земјата, така што неговата екстензивна посета минатата недела кога се сретна со целиот државен врв и неговите впечатоци од сите разговори беа квалитетни, особено од разговорите и со Талат Џафери и со Артан Груби. Очекуваме дека значи процесот ќе продолжи да ја добие таа меѓународна поддршка. Нивен предлог беше да ние направиме сайд ивент за едно општество во текот на нашето преседалствување, и тој вели дека, нели, нормално, тоа го знаеме и ние, дека тоа е голем меѓународен подиум за промоција на нашата приказна. Јас ги следам и теоретските расправи, бидејќи ми е дел од работата и тоа во некоја академска сфера, во последните 6-7-8 години, кои што се занимаваат со слабостите на либералната демократија и како таја да се врати на сцената, и веќе го возвраќа ударот наспроти поавторитарните идеи, наспроти овие, да кажем, поконзервативни националистички концепти и така натаму. Во центарот на тие теориски дебати, и тоа говорам во центарот кога велам, значи, говорам за Америка, за важни земји во Европа, за најзначајните универзитети, се наоѓа идејата која што овдека е формирана и именувана како едно општество за сите, но во суштина таа идеја за поголемо интегрирање на општеството во реалноста, без разлика на културните и други позадини. Како не успеваме да се наметнеме? Македонија е мала земја, меѓутоа земја во еден многу, да кажем, комплексен регион, каде што токму овие идеи се прашањата околу нив е дали ќе опстанат или нема да опстанат од еден политички систем. Не успеваме ли да се наметнеме, Роберт, подобро со оваа идеја дури во меѓународни услови? Па, треба време, тоа го правиме, значи ние не сме земја која што може сама да наметне концепт, нити имаме таква политичка моќ. Нашата единствена цел е со долготрајно партнерство. Во таа смисла, ова партнерство со ОПСЕ, ова партнерство со Совет на Европа и со неколку други меѓународни институции е битно, и тоа нас ќе не доведе, пак велам, во некој круг на добри примери, на добри практики, но од друга страна, нели, и ние треба да покажеме континуираност во политиките. Затоа најголем предизвик на едно општество е дека без разлика како ние сме го брендирале, дека тоа е всушност приказната за социјалната инклузија и фактот дека различните општества се
на некој начин понапредни од монокултурните општества и дека всушност различноста е предност, таа е она што би го рекле капиталистички асет. Меѓутоа, ако дојде следна власт и ја отфрли оваа политика, јас се надевам дека тоа нема да се случи, тогаш и ние самите се враќаме назад во таа смисла, нели? Ние 2002, 3, 4 бевме одлична приказна, па имавме една голема отстапка од тие политики, па извештаите на сите меѓународни тела од 2015 и 2016 беа лоши и сега еве годинава ги очекуваме 5-годишните извештаи на неколку битни институции. Добро, што е право и во македонската опозиција на различни начини, со различни преименувања на концептот, сега не е едно општество, една држава за сите, па иста држава за не знам што и така натаму. Некако како да се прифати концептот, ама мене не ми е зборот колку е таа прифатена, мене ми е зборот што е замрена како идеја за која се расправа во општеството. И ова не е владин проект, ова треба да биде општествен проект. Роберт, за крај се сменија. Ние гледаме дека тоа е веројатно карактеристики на Социјалдемократскиот сојуз за која што е изложен на критики многу децении. Напросто во последните 4-5 години министрите за образование, за култура се менуваат на година ден по еден. Но во секоја сериозна политика кога ги менувате врвните функционери, и самиот си бил министер за култура, па потоа сменати така, знаеш како тоа оди. Тоа говори за една неконзистентност кон целата работа. А културата и образованието се меѓу другото во центарот на овој проект. Значи ли тоа дека сега треба наново разговарање со министрите нови за образование и за култура за целиот проект? Па да, треба, затоа што секој нов политичар кога доаѓа на функција треба да биде запознат и да му биде укажано на континуитетот. Тоа ќе биде нели мојата задача во наредниот период. Но она што е побитно е дека овие, како што и самиот рековте, овие политики ги зацртавме пред 4 години и тие се спроведуваат токму во образование и во култура, без разлика на промената на министрите, овие политики имаа континуитет и ние очекуваме дека тоа така ќе продолжи. Сега политиката е сурова, тоа е што е, треба да се продолжи. Битно е дека политиките остануваат исти. Се разговарали идеолошки на овие теми во СДСМ? Па се да. уште или е само кој што ќе земе како позиција и така натаму? Едно од критиките беше дека во СДСМ е замрена расправата за овие теми. За време на Заев тоа тргна, па потоа самиот тој... А сега имаме една технократска варијанта и јас затоа цело време предупредувам, технократијата веројатно е корисна, но не може да мрдне земјата во некои вредности смисли како што се овие за кои разговараме самата по себе. Па има доволно структурирана дебата и во партијата и во владата, така што ние сме во редовна комуникација и преку тие наши координативни средби и состаноци кои што често ги посетуваат и надворешни лица и експерти. Така што комуникацијата се одвива. Роберт Аладјозовски, координатор на едно општество за сите во рамките на оваа влада сегашна, а и претходната. Па Роберт, ти на крајот имаш и најголем континуитет во целата од сите други. Ќе видиме. Неизвестно, јас бев еден од првите министри кои што беа сменети, така што... Да, добро, тоа е политиката. Благодарам за овој утрински брифинг. Ние ќе продолжиме да притискаме од оваа страна, ќе видиме што ќе се испорачува од таа страна. Благодарам уште еднаш.